Премиерот Заев со последна надеж во Брисел. Со Северна Македонија нема прекројување на балканските граници. Дали и на НАТО членка може и тоа да и се случи? Блокада. Дури сега да почнеме преговори да станеме членка на ЕУ во следните 10 години, мислам дека треба да работиме малку подолгорочно со поголема визија. Историјата не е критериум. Дали е тоа доволно за да се отстрани ветото од Бугарија? Ние треба да се залагаме да се најде решение што е можно поскоро и се согласувам со тоа дека идентитетот не би требало да биде предмет на разговори. Хероите од нашата улица. Јас планирам додам во Европа заедно со сите мои сограѓани. Тоа ми е идејата. Потекло на криминалниот имот, но дали и ретроактивно? Заради тоа се формирани управите за финансиско разузнавање, за да не се виктимизираат и криминализираат граѓаните. Зошто и досега не е замрзнато богатството на алчните од власта? Во денешниот свет се поаѓа од парите за да се стигне до криминалот. Новата мафија ја обновува бегалската траса и преку Балканот. Балканската рута за шверц на мигранти никако не се опира, напротив, таа дури добива на динамика. Софија со нова порака до Скопје. Имаме сериозен проблем и тој не е билатерален. Во него треба да биде вклучена и Европската Унија. По серијата средби на македонскиот премиер, Брисел, Мадрид, Атина. Пораките се речиси идентични. Северна Македонија треба да ги отпочне преговорите со Европската Унија, но неопходен е договор со Бугарија. Од друга страна пак, македонскиот премиер категоричен. Да во Европската Унија, но не по секоја цена. Не дозволуваме, ниту пак ќе прифатиме разговори околу идентитетските прашања. Дали, кога и под какви услови ќе ги почнеме преговорите со Европската Унија? На оваа тема ќе разговарам со Ана Крстиновска, поранешен државен секретар во владата во 2018 година, претходно била и дел од македонската мисија во Европската Унија во Брисел. Магистар по меѓународни односи. Добре дојдовте во емисијата. Гледате излезли во моментов од ќорсокакот на релација Скопје-Софија во ситуација кога во Бугарија немаме влада. Мислам дека на краток рок не можеме да зборуваме за некакво решение, токму поради тоа што го споменавте. Поради тоа што во Софија немаме влада, не очекуваат нови избори таму во јуни, не знаеме уште каков ќе биде исходот. Тоа значи дека во текот на португалското претседателство и веројатно во текот на словенечкото претседателство во втората половина на годината не би било многу реално да очекуваме било каква промена и да очекуваме дека ќе ги отпочнеме преговорите. Според вас кога би може да отпочнат да се одржи првата меѓувладина конференција со Европската Унија? Па мислам дека некаде во текот на крајот на француското претседателство или можеби понатамо се разбира доколку успееме да го затвориме прашањето со Бугарија. Доколку не, мислам дека ќе треба да работиме паралелно на развивање на повеќе, можеби не алтернативи, меѓутоа етапи кон полноправното членство, кои што би ни послужиле како некој вид на мотивација за да ги продолжиме внатрешните реформи. Оно што станува сосема јасно, иако и постоја разногласија после средбите на македонскиот премиер во Брисел со високите европски представници, најпрво беше оценето дека преговори ќе почнат само со Албанија, но последниот став е дека сепак ќе се оди во пакет. И Албанија и Северна Македонија речиси ќе бидат во исто време ќе ги започнат преговорите со Европската Унија. Дали тоа значи дека Балканот генерално ќе се соочи со посериозен проблем во однос на интеграцијата, дека се уште во Брисел во моментов нема расположение за процесот на проширување? Во Брисел, исто како што беше случај во текот на последниве 2-3 години, нема расположение за проширување, меѓутоа не конкретно во Брисел, туку во главните градови на дел од земјите членки, каде што проширувањето е во голема мера второстепено и се смета дека проширувањето на Европската Унија во овој момент веројатно би предизвикало повеќе проблеми отколку што би решило дел од предизвиците со кои што се соочува ЕУ. ЕУ во моментов има многу поважни прашања на
агендата и во дел од највлијателните земји членки, како што се на пример Германија или Франција, во текот на следната година ќе има избори. Знаеме дека особено во Франција, како што видовме пред неколку години, проширувањето беше делумно тема на изборите таму, иако актуелниот претседател Макрон има многу добри шанси да биде избран. Сепак втора политичка сила е Националниот фронт на Марин Ле Пен, кој што е радикално десничарска партија и која што не е многу расположена за проширување. Треба да се има предвид тоа и мислам дека во која и да оди насока проширувањето, без разлика дали Албанија или Македонија би добиле први датум за преговори, ќе се инсистира на одење во пакет, токму поради овие причини. Македонскиот премиер е категоричен. Да, за Европската Унија, но не по секоја цена. Нема да прифатиме разговори околу идентитетските прашања во преговорите со Бугарија. Од друга страна пак од Софија велат дека да, треба да најдеме решение, но корпусот поврзан со идентитетските и јазични теми не се дел од преговарачката маса. Мислам дека без разлика каков ќе биде исходот на изборите во јуни, ние треба да се залагаме да се најде решение што е можно поскоро и се согласувам со тоа дека идентитетот не би требало да биде предмет на разговори. Само определувањето е еден од клучните европски и меѓународни принципи и нарушување на тој принцип, задирање во националниот идентитет, секако нема да биде во согласност ниту со европските вредности. Меѓутоа треба да имаме предвид и да направиме некоја паралела меѓу тоа како се одвиваше спорот со Грција и како се одвива спорот со Бугарија. Имено во Грција, токму од некаде 2006 година, кога Караманли стана министер за култура, од дипломатски спор прашањето за името премина во прашање на внатрешно-политички калкулации и интереси. Мислам дека токму тоа беше тенденцијата со овие избори во Бугарија и мене искрено ме радува тоа што барем на претходните избори партијата која што беше главен виновник за тоа, партијата на Каракачанов и Џамбаски, не успеа да освои доволно гласови за да влезе во парламентот. Токму затоа мислам дека треба да го искористиме овој период пред спорот да прерасне во уште поголемо внатрешно политичко прашање во Бугарија за да постигнеме решение. Мислам дека барем во текот на следната година не е многу реално да се очекува дека ние би се придвижиле напред во таа насока. Ставот на официјална Софија во моментов, иако во Бугарија имаме службена, така наречена службена или техничка влада, не е поразличен од ставот или позицијата која до вчера ја застапуваше тандемот Борисов-Захариева. Актуелниот шеф на бугарската дипломатија, на техничката влада, вели да, договор со Скопје мора да постигнеме, но нашите црвени линии се тие и од тие нема да отстапиме. Може ли во ваква ситуација да се излезе од ќорсокакот? ЕУ, односно самите институции на Европската Унија, не се многу добро опремени да обезбедуваат решавање на билатерални прашања. Тоа сме го виделе во многу наврати. Токму затоа мислам дека треба да го бараме клучот кај поголемите и позначајните држави членки и дека треба секако да сметаме и на извесен ангажман на Соединетите Американски држави. Освен тоа, би требало да следиме како ќе се развива она што започна на 9 мај на ниво на Европската Унија, тоа е конференцијата за иднината на ЕУ. Се уште не се знае дали и какви заклучоци ќе бидат усвоени во однос на оваа конференција, која што ќе трае некаде во следните 2 години. Една од можностите за која што се разговара е всушност да се разгледа некаква ревизија на основачките договори. Таму се предвидени правилата за гласање во Советот на министри. Во моментов за проширувањето е потребно едногласност, исто како и за многу прашања кои што се однесуваат на надворешната политика на ЕУ. Мислам дека она што би требало да го направиме е заедно со земјите членки кои што се пријателски настроени кон проширувањето, да бараме проширувањето да влезе во рамки на тие прашања за кои што би се применило некакво поинакво правило на гласање. Дали тоа ќе биде квалификувано мнозинство, дали ќе биде консензус -1, секако може да се размислува. Меѓутоа, не мислам дека треба да размислуваме на краток рок и на тоа дека само сега и во овој момент имаме проблем со отпочнувањето на преговорите.
како што стои работата во моментот, која и да е држава членка на ЕУ има можност да не блокира во која и да е фаза од пристапните преговори. Имајќи предвид дека пристапните преговори ќе траат долго, јас не сум оптимист дека би успеале дури и сега да почнеме преговори да станеме членка на ЕУ во следните 10 години. Мислам дека треба да работиме малку подолгорочно, со поголема визија и да работиме на отстранување на сите пречки што би можеле да се појават во текот на пристапните преговори. Без разлика тоа дали ќе доаѓа од Бугарија или пак од некоја друга држава членка која што во даден момент ќе нема интерес од проширувањето. Во колумна за Республика пред речиси 2 години ќе напишете Северна Македонија ќе остане уште долго. Можеби не пред вратата, но во предсобието на Европската унија, како што тоа е случај со Црна Гора и Србија. Дали зад позицијата на Бугарија стојат и уште неколку други влијателни земји членки на Европската унија кои имаат резерви во делот на проширувањето, или ова е исклучиво позиција јасна на властите во Бугарија? Мислам дека зад позицијата на Бугарија, доколку таа продолжи да биде ваква каква што е, во секој момент може да застане уште некоја држава која што во моментот според внатрешно политичкиот распоред на силите ќе оцени дека проширувањето не е приоритет. Знаеме дека тоа беше Франција пред 2 години, кога се уште според со Бугарија не беше толку актуелен. Моментално Франција декларативно се залага за пристапување на земјите од Западен Балкан во ЕУ, меѓутоа не знаеме како таа позиција на Франција или на која и да е друга држава може да се промени во текот на следните години. Може ли ваквата статус-кво позиција на подолг рок, доколку постојано се пролонгира процесот на отпочнување на преговори со Европската унија, да создаде внатрешна политичка нестабилност и можеби раст на национализмот и евроскептицизмот? Мислам дека растот на популизмот и на евроскептицизмот не е тренд кој што се забележува само кај нас. Тоа е тренд и во држави кои што се членки на ЕУ и во останатите држави кандидати и потенцијални кандидати. Со цел да се спречи тоа, мислам дека ние треба да поработиме на нашите внатрешни реформи, затоа што членството во ЕУ не е цел само по себе. Членството во ЕУ подразбира дека ние сме го достигнале тоа ниво на политичка зрелост, на економски капацитет, за да бидеме дел од тој елитен клуб. И токму работењето на тие реформи, пред се економското јакнење, демократизацијата на државата, би требало да одат во насока на намалување на евроскептицизмот и национализмот и популизмот кај нас. Пред неколку месеци се сеќавам премиерот Заев порача, ако Европската унија не сака нас внатре, ние Европската унија ќе ја донесеме дома. Таа риторика постои во државата, ја слушам веќе некаде, можеби повеќе од 10 години. За жал, гледам дека работите не се менуваат или ако се менуваат, тоа е со брзина на полжав. Мислам дека треба да бидеме поамбициозни во таквата агенда. Меѓутоа, ако се сеќавате, имаше пред неколку месеци анкета, претпоставувам дека беше на МЦМС, каде што околу 60% од граѓаните кажаа дека не гледаат можност таквите реформи да се случат без некој надворешен притисок. И токму во тој аспект нам ни е потребна ЕУ, затоа што само со притисокот на ЕУ и само со поставување на јасна цел дека се движиме напред по патот кон ЕУ, дури ако членството не е на дофат, да кажеме за 2, 3 или 5 години, само под тој услов ние ќе продолжиме да се реформираме дома во насока која што ни е потребна. Во текот на разговорот споменавте внатрешно да изградиме консензус и да ги исцртаме нашите црвени линии во делот на разговорите со Софија. Мислите дека постои разногласие во македонскиот државно-владин врв во однос на позициите кон Софија? Видете, не би сакала да шпекулирам за она што не го знам со сигурност. Меѓутоа, од аспект на водење преговори, од аспект на сите политички преговори, ние треба да имаме јасна позиција и да имаме добро дефинирани ставови во рамки на преговорите. Само тоа би кажала. Дали споменавте во разговорот треба да се разгледуваат и други алтернативни решенија доколку на подолг рок остане статус кво позицијата во делот на започнување на преговорите со Европската унија, кои според вас би траеле подолг период? Кои би биле тие алтернативни решенија?
Па пред некое време излегоа информации дека не било понудено членство во Европскиот економски простор. Мислам дека доколку е тоа така, тогаш не би смееле да си дозволиме да ја одбиеме таа понуда, не затоа што тоа би било алтернатива за членство, туку затоа што тоа би било етапа за членство. Европскиот економски простор вклучува покрај државите членки на ЕУ, Норвешка, Исланд и Лихтенштајн, и тоа е всушност оној единствен европски пазар. Единствениот европски пазар била клучната мотивација за најголем дел од државите кои што пристапувале во ЕУ. Тука биле предходно и Австрија, Финска и Шведска, кои што 3 години откако влегле во европскиот пазар, во 95-та година станале држави членки. Која ми е поентата? Доколку ние се насочиме во моментов кон зачленување во единствениот европски пазар, ќе си поставиме за задача да се усогласиме со околу 60% од европското законодавство. Токму тоа би била една од тие преодни цели, да кажеме, до полноправно членство. Паралелно со тоа би ни помогнало во голема мера и во формирање на заедничкиот регионален пазар, за кој што се зборува долго време и чии што економски придобивки за државата и воопшто за регионот, сметам дека во голема мера се подценуваат. Би требало тоа да ни биде исто така една од целите кон која што би се насочиле. И за крај тука би го додала и Шенген. Значи Шенген зоната се заснова на меѓувладин договор. Тука има и држави членки кои што не се членки на ЕУ и има држави членки на ЕУ како што беше Велика Британија кои што не беа дел од Шенген. Мислам дека треба да започнеме да работиме на усогласување со сите тие дати, бази на податоци, со целата легислатива која што е во основа на Шенгенскиот договор и дури доколку не станеме држава членка во догледна иднина, барем да се обидеме да пристапиме кон Шенгенскиот договор. Ви благодарам за издвоеното време и гостувањето во Трилинг. Благодарам. Пазарот на шверц на мигранти на Западен Балкан вреди најмалку 50 милиони евра. Македонија заработила од илегална емиграција помеѓу 11 и 17 милиони евра. Што покажа истражувањето на Глобалниот институт на Балканот, го прашувам Александар Србиновски. Истражувањето на глобалната иницијатива против трансорганизираниот криминал покажува дека, за жал, за време на пандемијата од коронавирусот, криминалните активности очигледно вираат во нашиот регион, како во нашата земја, така и во соседството и во сите држави од регионот на Западен Балкан. Она што е значајно во овој извештај, на кој што ние даваме осврт, е дека балканската рута за шверц на мигранти никако не се опира, напротив, таа дури добива на динамика споредбено со некои од претходните години. Трговијата со дрога функционира низ државите, институциите на сите земји од Западен Балкан или кои што се стремат да станат членки на Европската унија се уште поразни на оваа форма на криминал. Цените на дрогите значително се во пораст, но исто така на големо е активен и криминалот поврзан со нелегалните токови на финансии, односно народски кажано перењето на парите. Значајно е да се напомене дека во периодот од кога е изготвен извештајот на глобалната иницијатива, кој впрочем е еден од поголемиот серијал на 3 или 4 извештаи на оваа тематика, започнати уште во 2019 година, значи токму пред да почне пандемијата, е дека цената на бизнисот кој што профитира и вирае на овие региони се пресметува на максимални 50 милиони евра. Но интересно е да се напомене дека во различните рути, како што се движи балканската мигрантска рута низ Балканот, цените на профитот кој што профитираат криминалците се различни. Интересно е да се напомене нашиот најпроблематичен дел, конкретно гледано во Македонија, се нашите јужни граници кон нашиот сосед Грција, каде што криминалците кои што ги шверцуваат имигрантите профитираат на различни начини и согласно нашите податоци се во милионски суми. Интересно е да се напомене дека и самите мигранти честопати се врз удар на шверцерите на овие рути, жените кои што се составен дел на таа траекторија на луѓе кои што се движат од Блискиот исток према земјите во Западна Европа, освен тоа што се жртви на трговија, оштен што се во директен сооднос со шверцерите на мигранти, тие може да бидат и жртви на силувања, сексуални напади и така натаму. Она што е симптоматично е дека практично
нашите податоци на институтот кои што се добиени преку истражување на релевантни експерти, но и open source информации, покажува дека има најмалку 10 до 20% на профит, односно зголемување на цената во нашата држава, кога овие различни типови на дроги пристигнуваат во нашата земја. Истото важи за хероинот, за кокаинот, за марихуаната и за синтетичките дроги. А има еден генерален заклучок регионално гледано во кој што влегува и Македонија, е дека цените на синтетичките дроги, нивната употреба се во пораст. Нели, покрај сите опасности што ги носи пандемијата, ете сега имаме уште една причина за загриженост. Нашите податоци, иако тоа не го сугерираат дека профитот е главниот двигател на ова тура на луѓе, каде што споредбено со 2015-та бројките се значително помали во смисла на колку луѓе минале низ границите на Западен Балкан, тука вклучувајќи ја и Северна Македонија. Меѓутоа, барем нуди загрижувачки податоци во кои што се отвара една хипотетичка можност дека е возможно да заживее некоја нова форма на мигрантскиот бранд во нашиот регион, од кој што со сигурност ќе биде ефектуирана и Северна Македонија. Ја донесовте Европа дома или ќе одите во Европа? Јас планирам да одам во Европа заедно со сите мои сограѓани. Тоа ми е идејата. Веќе во 5 часот наутро сте... Па и во 4, можда најчесто и во 4 како денот го вампир. почнувате со песна, Да. а го завршувате веќе во 21 часот сте во кревет. Легнување во 21 часот, станување во 4 саат сабајле наутро, додека спијат сите комшии, додека спијат моите дома, значи кафето, припремата за денот, негде околу 6 часот, меѓу 5,5 и 6 часот песната, она мотивот за разобувување на денот, активностите претходно со бресевите, сега со вакцините и сето тоа повторно еден кружен тек, 21 часот, после мечето ушко, толку е силата. Луѓето едноставно доаѓаат да се вакцинираат. Она што е битно, што и еден доктор кој што често го споменувам како изјава, не ми текнува кој беше, нека ми прости, кога го опрашуваат со која вакцина да се вакцинираме, имаше изјавено со првата достапна вакцина, што е? Ке се испитува криминално стекнатиот тимот. Се работи на физибилити студија во координација со експерти од Советот на Европа. Државата сака да испита кој, како и на каков начин се стекнал со имот. Во меѓувреме и светот, особено светските бизнисмени, гледаат дали постојат и како да ги зачуваат своите тешко и сомнително стекнати средства. Колку овој начин на испитување на стекнатиот имот може во државата да даде резултати? Ја прашувам професор Слагена Тасева. Добар ден. Значи, веднаш ќе кажам дека тука се мешаат поимите и се мешаат работите. Едно е криминално стекнат имот, а друго е стекнат имот. Значи, не можеме сите наеднаш да станеме криминалци или некој да не инкриминира со тоа што ќе донесе закон кој што ќе претпостави дека секој наш имот е стекнат нелегално. Мислам дека тоа е апсолутно спротивно и на сите меѓународни стандарди. Јас долго време работам на оваа тема, дури во 96-та година кога почнав да го пишувам докторатот на оваа тема, не се правеше разлика помеѓу криминален или криминално стекнат имот и имот кој што е стекнат на легален начин. И мора да се внимава да не се инкриминираат и да не се виктимизираат сите граѓани. Сметате дека со овој закон свесно или несвесно сите се ставаат во кош? Апсолутно. Ако законот има тенденција и интенција да испитува криминално стекнат имот кај секој граѓанин, значи секој граѓанин ќе се подведе под дефиницијата криминалец, затоа што само криминалците имаат криминално стекнат имот. А за да некој биде идентификуван како лице кое што прекршило кривичен законник, потреба да постојат основи за сомневање за тоа.
И за тоа постои посебна процедура и постапка како се проверува имотот на лица за кои постои сомневање дека се поврзани или сториле криминални активности, па дури и во таквите ситуации треба се внимава на нивните човекови права. Колку реално може да се реализира овој проект, имајќи во предвид и капацитетот и независноста на македонското судство? Мислам, навистина е непримерно, несоодветно да зборуваме за реалноста на спроведување на основа на капацитетот. Како прво, тука верувам дека судството и судот нема да има никаква улога. Освен ако не се дојде до ситуација да се докаже дека нешто е стекнато на начин за кој што не може да се потврди легалноста. Ама сакам да разграничиме. Криминално и нелегално не е секогаш исто. Криминалното е сторено по пат на криминал, односно нешто што е стекнато со сторено кривично дело, а нелегално може да биде стекнато и на некој друг начин. Сега и даночното затајување е кривично дело. Некој може да не го пријавил нештото, може да не платил за тоа давачка, ама неплаќањето данок не е секогаш кривично дело даночно затајување. Затоа велам може да биде нелегално, односно некој со нешто се стекнал, ама не го платил персоналниот данок за тоа или некоја друга давачка, ама се уште го има титуларот затоа што му припаѓа по право на наследство или му припаѓа по право на тоа дека ги заработил парите, ама не го пријавил. Значи мораме да разграничиме се. И тука која ќе биде улогата на судовите? Кога ќе одлучува судот? Постојат држави во кои што постои, сега ќе зборувам за конфискацијата. Конфискација во граѓанска постапка, ма ние немаме такво. Значи не најдовме сила ни за тоа да разговараме. Како да се спроведе конфискација во граѓанска постапка, односно кога не може да се спроведе кривична постапка. Некој ќе почине додека се води кривичната постапка, на крајот треба да се изврши конфискација. Кривичната постапка запира, конфискацијата може да се изврши во кривичното право. Ама кај нас не постои можност да се заплени и да се одземе нешто во граѓанска постапка. Значи многу е комплексна оваа материја. Професор, кога некој ќе рече, ќе донесам закон за проверка на потеклото на имотот. Што значи тоа? Потеклото на имотот на секој граѓанин. Сега наеднаш сите ние, граѓаните на оваа држава, кои што имаме една единствена банкарска сметка, за кој што Управа за приходи на крајот ни изготвува даночна пријава, значи знае се што сме заработиле. На основа на тоа може да види дали куќата што сум ја купила со одредена вредност и за која сум платила данок, навистина може да произлезе од моите оданочени приходи. Постојат институции кои имаат работа да проверат дали моите трансакции се легални. Ке потсетам, заради тоа се формирани управите за финансиско разузнавање, за да не се виктимизираат и криминализираат граѓаните. Тие се бафер или заштита помеѓу информацијата за трансакција сомнителна над одреден износ и така натаму, која што не е секогаш криминална или перење на пари, и државата, односно службите, law enforcement, полиција, обвинители. Откако од банката ќе добие информацијата, управата ќе ја анализира, па ако треба ќе им ја даде на полицајците, а не во секој случај. Затоа велиме, тие се баферот, тие се заштита од мојата криминализација или непотребна виктимизација. Сега, кога сето тоа го знаеме, во цел свет за ова се водат дебати веќе од 90-тите години наваму, сега наеднаш тука ни текнало, ќе правиме закон во кој што секој од нас ќе треба да докаже дали од каде му е имотот. Не разбирам. После се што имаме како институција и закон. Што ќе се постигне со ова? Професор Тасева, дали може би зад ова идеја околу формирањето на испитувањето на потеклото на имоте е всушност сака да се испрати порака и до големите така наречени
мокници, нашата олигархија, дека нема више влечење пари, изнесување на финансиските средства така глатко надвор од границите на државата, во даночните раеви. Знаете што, ние многу работи свесно се пропуштени, според мене, затоа што ги имаме сите закони. Прашајте ги јавните обвинители колку пати биле на обука за ова. Управата за приходи исто така им држи, за финансиско разузнавање исто така ги обучува. Значи, знаат како ова се прави. По правило, во истрагите за криминалот во денешниот свет се поаѓа од парите за да се стигне до криминалот. Ако јас дојдам утре на работа со фина кола, некој може да провери како сум ја купила. Па одејќи по трагата на парите, да види дали имам некаква криминална активност. Значи, да се тргне од парите, да се стигне до криминалот. Ако ние знаеме за такви извлекувања на пари од државата, а знаеме, за купување на имоти во Монако, во Дубај, на Бахамите и секаде по светот, ние за тоа знаеме. Зошто не сме провериле? Смета дека свесно понекогаш се пропуштаат? Јас мислам дека нашата држава до сега, сите без исклучок, секогаш ги ставам во исто, затоа што сите подеднакво се однесуваат. Дури таму кога им укажуваме јасно дека постои криминал, не преземаат ништо. Затоа што парите имаат моќ. Дали ова значи дека постојано се во моќ. дослуг политичарите, бизнисмените, судиите? Видете, тие се сите и се во дослуг. Парите кои што се нелегално стекнати многу лесно се даваат за да се обезбеди заштита и да се обезбеди контрола. И со таквите пари лесно се држат под контрола сите влади. И оние кои што имаат интерес, тие ќе дадат, знаеме, ние велиме даваат во сите кошници на изборите, за да утре никој не ги чепка. И со тоа владите ги контролираат институциите, како институцијата работи и нема да дозволат некој да биде на удар или предмет на испитување. Иако реално сите ние знаеме кои се тие луѓе. Меѓутоа, кај нас стана што? Стана многу тренди и модерно да се наеднаш да се стане богат преку ноќ. И никој тоа да не го проверува. Ние најчесто се фокусираме на олигархијата, но и политичарите станаа всушност бизнисмени. Само видете ги нивните анкетни листови. Значи, нема потреба од посебен закон. Она што е пријавено во анкетниот лист за имотна состојба на политичарите, споредете го со нивните имоти. Управа за приходи може тоа да го прави наназад 5 години по законот за даноци. И нека се спореди за да се види од каде тоа потекнува. Ако допрва сака државата тоа да го прави, што пропуштиле до сега да го направат сите, а тоа е работа сега треба да го прави антикорупцијската комисија, која што има можност и надлежност да ја проверува имотната состојба на избрани и именувани функционери. Значи, ние повторно се вртиме во круг и велиме што сакаме. Сакаме да секој граѓанин. Зошто секој граѓанин? Има ли основа за било какво сомневање ако функционираат сите институти што ги имаме, ако функционираат сите институции, ако управата за финансиско разузнавање знае дали јас денес сум направила трансакција од 1000 денари или од 15.000 денари, кое што па тој кај што сум ја направила мора да ја пријави, а тие треба да проверат. Значи, ако тоа се функционира, како може да имаме сега наеднаш потреба да го оставиме секој граѓанин пред обврската да докажува? Знаете ли вие што ќе значи тоа докажување? Колку потврди и докази ќе треба да се обезбедат? Колку такси ќе треба да се платат? Колку документи треба сите ние да извадиме, да обезбедиме за да што да докажеме дека не сме криминалци? Извинете. Господи, таа пред
неколку години се сеќавам екс-премиерот Љупчо Ѓоргиевски излезе со една идеја за еднократна амнестија на оние со стекнат сомнителен капитал. Дали ваквите идеи? Не беше тоа. Тоа беше еднократна амнестија на неплатените давачки, даноци или не знам што. Ама кој ќе направи список? Ако веќе се тие лица сомнителни и не платиле данок, од кај им се парите? Значи, затоа и тогаш бев против такво олеснување или еднократна амнестија. Донесете ги сите пари што ги имате во Дубај тука и нема никој за ништо да ве чепка. Па како ги заработија парите? Од каде се тие пари? Јас можам да прифатам друго нешто поубаво. Сите таквите нека си одат од Македонија. Со се пари. Ама нека не се враќаат. Да направиме една здрава држава со здрави луѓе. Таквите не се потребни. Па по таа ваша логика секој може да ги изнесе парите, да си замине и... Не, јас сум спремна ако некој направи таков список на такви луѓе кои што имаат пари надвор и да бараме да ги вратат и да не им ги оданочиме или да градиме скијачки центар некаде. Ако некој може да го направи тој список, одма ќе кажеме, ете тие сите од тој список нека си уживаат во парите, ама нека не доаѓаат. Оти таму е корупцијата, тоа е тежиштето на корупцијата. Значи, ние имаме проблем со таквите луѓе кои се недопирливи. Пак, и тоа да се случи, никој нема да направи список, да каже, овие се тие. Па да ги ставиме вака на табло и да знаеме кои се. Со идејата за потеклото на имотот се навлегува и во уште едно прашање. Околу конфискацијата, еден период беше конфискацијата на имотот, топ тема, ќе им ги одземеме возилото, становите, средствата, ќе им ги замрзнеме. Конфискацијата е мерка која што се применува во кривичната постапка. Значи не може оваа мерка да се применува во било каква, не знам каква ќе биде постапката, за да се докаже или да се покаже дека имотот е легално стекнат. Конфискацијата како мерка е неопходна за од криминалците да се одземе имотот стекнат на криминален начин и на тој начин да им се намали моќта со која тие корумпираат и управуваат и со институциите и со државата. Значи тоа е поентата во конфискацијата. Да го ослабнеш тој криминалецот, да му го ослабнеш моќта за повторно да се бави со криминал, да го ослабнеш да не може да плати заштита, за да не може да му плати на политичара. Значи, конфискацијата е да му го земеш тоа што го стекнал на нелегален начин, за да го ослабнеш да не може да ја продолжува таа активност криминална или да не ја повторува. Тоа е врзано со криминалот. И ние конфискацијата ја воведовме 2004 и тоа имавме многу дебата, затоа што асоцираше на поранешното одземање на имоти кои што се правело во времето на социјализмот, па граѓаните имаа проблем тоа да го прифатат во својата свест. Ама да се каже, конфискацијата како мерка е потребна. Денеска во светот рековте еднаш дека треба да се тргне од парите за да се стигне до криминалот. Денеска во меѓународни рамки службите за спроведување на законот, обвинителите, полицајците, финансиските полиции, својот резултат и успех го мерат преку нивото на конфискуваност, а не преку број на осудени лица или лица за кои се изречени казни затвор. Значи, колку си успел да конфискуваш, толку си бил добар. И често таа конфискуваност, имот, приноси, како сакаме да ги наречеме, се делат, се распределуваат помеѓу институциите кои што работеле на тие случаи и за поддршка на определени сегменти во општеството. Со тоа и институциите зајакнуваат во својот капацитет, можат да си купат подобри компјутери, можат повеќе луѓе да вработат, подобра обука да обезбедат, но и се обезбедува за граѓаните училишта, градинки и се што е потребно. Значи, конфискацијата станува мерило за ефикасност во борбата против криминалот.
ние конфискацијата е 0,4% од вкупниот кривичните дела, толку има. Речи си, трет месец трае процесот на вакцинација на македонските граѓани во битката против COVID-19. Денис Јанкуловски, попознат како космонаутко, денево ја доби наградата Европеец на годината. Денис Јанкуловски. Тој е мој соговорник во емисијата Тренинг. Најпрво честитки за наградата. Благодарам од срце ви благодарам. Ја донесовте Европа дома или ќе одите во Европа? Јас планирам да одам во Европа заедно со сите мои сограѓани. Тоа ми е идејата. Лавина од реакции имаше вашата иницијатива со песната вакцина. Да, вакцина. И помалку забавата што ја направивте со вашите колеги во салата Борис Трајковски. Не идовте од една страна на критики, од друга страна добивте огромна поддршка. Она што го направивме беше сосема спонтана реакција, момент каде што си најдовме еден вид вентили за сите нас здравствени работници, затоа што и нас ни треба нешто со кое што ќе си го направиме денот убав, значи за почеток на денот. Сето тоа беше направено во рани утрински часови, уште немаше никој, спонтана реакција беше направена. За жал најде на неосновани критики, меѓутоа целата таа голема група на граѓани, на портали, на едноставно медиуми кои што застанаа во вистинска одбрана на здравствените работници, значи не само Денис како Денис, него едноставно сите здравствени работници, мислам дека многу брзо го потиснаа тој напад. Јанкуловски, зошто кај македонските граѓани се уште постојат предрасуди околу процесот на вакцинација? Релативно низок е процентот на граѓани кои се вакцинираат. Па да, се уште постојате таа скепса од една страна. Често јас кажувам дека според мене најголем проблем се сите оние информации, односно дезинформации кои што кружат или недоволно информации кои што информации додека стигнат до корисниците, значи до самите луѓе, веројатно веќе се измешани со вистина, полувистина, невистина и тоа е тоа што уште ги прави скептични луѓето. Факт е дека има и не само кај нас, очигледно и во светски рамки уште постојат, односно постојат и поизразени се тие антиваксери кои што се за жал доста јаки, веројатно се поддржани. Не ја знам причината, односно причината не е познато зошто сето тоа го прават, барем за мене. Меѓутоа, луѓето се уште, за жал, се уште постои таа една доза на сомничавост, на непријавување. Меѓутоа, еве од една страна, овие денови, овие ден-два, да речам, некако ми влева надеж, оние официјални информации кои што стигаат и до мене. Последниве денови е драстично зголемен бројот на граѓани. Да, тоа е тоа, да, токму тоа сакам да кажам, дека стигаат позитивни вибрации, да речам, дека сепак луѓето малку повеќе ќе се опуштат. Тоа го гледам и јас лично по сите оние телефонски јавувања, дали месенџер, дали вибер, кај што ми се обраќаат луѓето и каде што како да бараат веќе начин како што побрзо да ја добијат вакцината. Тоа значи дека сепак ќе расте интересот. Би се случило да дојде граѓанин кај вас, треба да се вакцинира, вие велите има вакцина Pfizer, тој вели не сакам со Pfizer, да ме вакцинирате со Sinopharm. Не, тоа не се случило до сега, нели, освен таа една позната ситуација која што беше. Луѓето едноставно доаѓаат да се вакцинираат. Она што е битно, што и еден доктор кој што често го споменувам како изјава, не ми текнува кој беше, нека ми прости, кога го прашуваат со која вакцина да се вакцинираме, имаше изјавено со првата достапна вакцина, што е? Морам да ви признам дека ве бива и за протокол. Да. Бевте дел од тимот кој ја организираше посетата на високите европски представници, Вархеј, австриската министерка за надворешни работи. Ваша беше идејата за селфито со премиерот, министрите и европските функционери? Да, апсолутно. Тие, значи, прво ми беше огромна чест кога ми кажаа дека ќе бидам дел од протоколот.
како еден вид домаќин, за мене беше навистина една огромна чест сепак да бидам како едноставно да бидам дел од целата таа ситуација. Сериозна, многу сериозна ситуација, меѓутоа јас како и во секоја друга влегов едноставно спонтано, онака како што се чувствувам и така си функционирав. Така дојде и селфито, јас само прашав дали нема да е проблем, не само што не беше проблем, него едноставно сите сакаат да бидат во тоа селфи, така да ми е многу драго што излезе убава спонтана реакција. Гледате ли крај на пандемијава? Верувам дека наскоро. Да. Не можам да кажам искрено, значи јас не можам да никој пат се не чини сакам. дека помалку сите се опуштивме, деновиве се донесоа, се релаксира мерките. Мојот впечаток баш и деновиве со моите близнаци шетам во лептокарија, полни кафулиња, никој не носи речиси маски. За жал тоа трае цело време, особено кога ќе се опуштат некои мерки како да толку се чекаше. Сите чекаме, нормално, сите го чекаме тој момент. Сакаме и опуштање на мерки, сакаме и едноставно да си прошетаме сегде, да си седнеме било каде, меѓутоа мораме уште малку да истраеме. На почеток имавме проблеми околу набавката на вакцините. Може ли сега да ни се случи да останат вишок па да завршуваат во контейнер? Не верувам. Според она бројките кои што и јас ги дознавам од Министерството за здравство, кои што официјалните лица ги кажуваат, според бројките кои што доаѓаат и според зачестениот овие неколку дена интерес на граѓаните, верувам дека нема да дојде до таа ситуација. Мислам дека ќе биде и се надевам дека овие денови барем дека ќе биде многу помасовно и порелаксирано доаѓање до вакцината и посакувам така да биде. Се чини дека и кај меѓу вас колегите постои една дволичност, а тоа е следно. Ја форсирате тезата, ја промовирате идејата за што помасовно вакцинирање, но се уште меѓу вашите колеги има така наречени антиваксери. Тоа е тоа, за жал е таа ситуација. Јас секогаш кажувам, тргнувам барем по моје размислување. Јас како здравствен работник морам значи да бидам претходно со брисевите максимално заштитен и морам да бидам, значи не треба да биде едноставно оставено на дали сакам да бидам или не сакам да вакцинирам. Јас морам да бидам вакциниран токму заради сите оние кои што доаѓаат да бидат вакцинирани, едноставно затоа што очекуваат дека јас сум заштитен, јас сум функционален во секоја смисла на зборот. Затоа сметам и од почеток може да беше по мене направена грешка што многу работи, меѓу кои за многу професии или да кажам, особено за здравството, јас сметам дека требаше да биде задолжително, особено за нас луѓето кои што имаме директен контакт со пациенти, па и за сите нека биде. Денот го почнувате рано наутро, речисти сте ранобудник. Веќе во 5 часот наутро сте. Па и во 4, можда најчесто и во 4 како денот вампир. Го почнувате со песна? Да. А го завршувате веќе во 21 часот сте во кревет? Толку, да, толку е силата. Едноставно во сите овие 15-16 веќе колку трае, не можам веќе да пресметам колку трае. Тој ми е начин на функционирање буквално секојдневно. Легнување во 21 часот, станување во 4 саат сабајле наутро, додека спијат сите комши, додека спијат моите дома, значи кафето, припремата за денот, негде околу 6 часот, меѓу 5,5 и 6 часот песната, она мотивот за разобувување на денот, активностите претходно со бресевите, сега со вакцините и сето тоа повторно еден кружен тек, 21 часот, после мечето ушко, толку е силата. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам и вам. Тоа беше Денис Јанкуловски, здравствен работник од Центарот за јавно здравје. Пеам, студијата ми се различни. Многу сака таа Ангелина да и дојде редот за вакцина. Од звонење матични од гошина, а сакам да ја вакцинирам јас. Вакцина, 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 за тебе и мене спас. Дојдовме и до крајот на уште едно издание на емисијата Трилинг. Ви благодарам на вниманието и повторно ви закажувам средба за 7 дена во исто време. Петок, 18 часот и 15 минути. Довидување.